Благодарам. Значи аз како информация за јавноста и за вас, колеги предлагачи на овој амандман, сакам да ве информирам дека овој патен правец е изграден кон крајот на 2008 година и почетокот на 2009 година. Тој е во должина од 910 метри, а негов изведувач во тоа време бил фирмата Холјуши Комерц Куманово. Истиот бил изграден со средства обезбедени од УСАИД, преку кој и тендерот бил објавен за негова изградба. Значи, патниот правец е во добра состојба, впрочем и годините од кои е изграден го кажуваат ова истото. А исто така да напомнем дека и овој патен правец е реализиран за време на раководење со општината на градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, а исто така и сега, кога повторам градоначалникот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е подготвена проектна документација за реконструкција на улицата од влезот на село Пиперево до центарот, која улица е поврзана со овој патен правец. Со проектната документација е предвидено да се изготви улица со пешачка патека, атмосферска канализација и канделабри. Сето тоа е предвидено дека ќе изнесува 21.065.841 дена. Исто оваа улица ќе биде аплицирана наредната 2019 година до соодветните институции. И за крај, колега предлагач, сакам да ве прашам дали вие сте биле некогаш на терен во овие населени места Пиперево и Василево, за да видите навистина каква е состојбата таму, или пак само популистички и ради ред ги поднесувате и подпишувате амандманите. Ќе ви кажам и уште еден аргумент за тоа. Јас живеем во населеното место Пиперево, а вие предлагате во друг амандман изградба на канализација за истото. И очигледно е дека вие не знаете што подпишувате и предлагате, бидејќи ова населено место во кое јас живеам има веќе фекална и атмосферска канализација која е пуштена во употреба и на истата има приклучени околу 100 домаќинства. Еве за истата и ќе ви покажам и неколку слики. Е, молам да се држиме за амандманот. Кој ќе дојде амандманот за канализацијата, тоа ќе разговараме за. Да, за амандманот ги поврзувам. За амандманот за канализацијата тогаш. Сега правиме мовет за патот. И уште еден аргумент дека колегата не е бил на терен никој пат таму, покажува дека ќе молам за амандманот. На амандманот населено место Пиперево го наведува дека е во општина Струмица, сосема погрешно. Не знам дали се работи за техничка грешка или пак не прочитувате што подпишувате. И ќе ви молам, колега, искрено, не ги подценувате граѓаните од овие населени места. Тие знаат се. Благодарам.